Почитувани мој добар ден. Денес е 14 февруари. Свети Трифун во православието, Свети Валентин во католицизмот. А индустријата го слави денот на влюбените. Секоја година на 14 февруари има дилема: Свети Трифун или денот на влюбените. На Свети Трифун се закројуваат лозијата. Свети Трифун го слават пијаниците. Денот на влюбените е најубавиот празник во годината. Денот на влюбените е всушност капиталистички празник. Обичаите се различни, но сите завршуваат со разни подароци и се поврзани со потрошувачкото општество. Постои верување дека ако на Свети Трифун врне снег или дожд, тоа ќе биде врнежлива и плодна година. А ако е ведро, годината ќе биде сува и неплодна. Денеска досега не заврна снег, ниту падна дожд. Младите кај нас се почесто го слават Свети Валентин, а по старите генерации Свети Трифун. Се менува ли традицијата или сепак е само помодарство? Што славите вие? Тоа ве прашуваме денес. Свети Трифун или денот на влюбените? А секако тука ќе ве потсетам да ги заследите, да не заследите на социјалните медиуми, профилот е Црвена линија, како и секогаш на Facebook, на Twitter. Ќе ве потсетам да кликнете и на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде ги објавуваме нашите теми, и тука секако во добро расположение да лајкнувате, коментирате и шернувате. Но топло ќе ги замолам сите оние кои што не следат да го направат тоа на Инстаграм веднаш, затоа што ќе можете да бидете дел од анкетите кои што секојдневно ги објавуваме на Инстаграм стори. Па така, ако кликнете на Инстаграм стори, ќе се отвори прозорче на кое што ќе не идете на прашање. Дали вечер ќе пиете вино за денот на љубовта? Тоа е оно што ве прашуваме на Инстаграм стори, а драги мои, ваше е да одговорите со да или не. Резултатите ќе ги соопштиме таму некаде кон крајот на ова издание. Телефонскиот број секако останува непроменет 023070005. Очекувам да се јавите и секако да бидете дел од ова дискусија. 5 линии се активни. Верувам дека нема да мора премногу често да го спомнуваме она намалување на тонот на телевизорот, а би сакале секако да бидете гласни, јасни и секако да откриете што всушност ќе правите вечерва, дали ќе пиете вино за денот на љубовта. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав од Прилеп. Голем поздрав и до Прилепчен. Одма зазвонив и одма добијав. Ама многу е убаво, таков е денот. Да, денот на влюбените или денот на виното или Свети Валентин. Сите три празници имаат значење. Значи, по старите генерации си го слават денот на винарите, Свети Трифун. Младите одат на таа ситуација да си биде ден на влюбените, на убавото, на подароците. Денот на влюбените се слави со виното, сето си е поврзано. Свети Валентин е ден кој што се слави. И значи сите три, како и да ги празнуваш, си имаат значење и си се убави само по себе. А вела дека и оние кои што немаат партнер за ден на Валентин, денот на влюбените, вела дека го слават и денот на независноста. Како го коментирате тоа? Знаете како? Денот на независноста ни е 8 септември, ама ова со чаша црвено вино и си го празнуваме денот на влюбените. Па макар и тие што се сами ќе најде некогаш на такви, на некој партнер што може да си го прослави наредниот празник. Каква е атмосферата во Прилеп? Каква е атмосферата во Прилеп еве денес? Атмосферата во Прилеп добра е, се слави повеќе Свети Трифун. Повеќе Свети Трифун. Така, голем поздрав до Прилепчани и сите кои што не следат и големо благодарам и вам. Ето, успешно од прва не добивте во Црвена линија, ма топло препорачувам да си останете со Црвена линија, секако и понатаму кога ќе следува заврти на Телма, па можеби од прва и ве ќе можете да учествувате и во квизот по Црвена линија и да се освоите убава награда. Во добро расположение вклучуваме и уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Би ве замолила малку погласно. Среќен ден. Среќен ден. Среќен ли ден е за вас? Дали го одбележувате Свети Трифун или Валентин? Свети Трифун се одбележува денот, а Валентин ние имаме Тодоров ден. Така? Тодорица имаме
за влюбените, малку да размислите, вие таму во Скопје, не правите јавна куќа нас, македонците православни, зашто ние имаме Тодорица, кога се излегува во сабота да се залюбат луѓето, и тогаш ние го славиме по православниот календар, Тодорица, значи сабота излегување и се залюбуваме. А 8 март е сосема друга љубов и кон мајките и кон сите жени. Значи, Валентајн некоја си го сакала Јулио и Ромео и нека си отидат во Верона или Италија таму. Ајде вие вечерва и како ќе го одбележите денот, во друштво на кого? Ако мојата снага сака и другата половина, да ја поздравите од нас. Свети Трифон е денес празнувам и затоа не ги мешајте како што помешавте Македонија со Северна Македонија не направивте. Пријатно. Црвена линија не е измешала Македонија никогаш, но како и да е, благодарам што се јавивте и секако колку што разбрав и ве од гледачот дознавме всушност што треба да се одбележува таму, ама ќе ја поздравиме и неговата поубава половина и ќе им посакаме вечерва да уживаат во она што планираат да го прават. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, ми се стемни како ми искара, ми се стемни како сте вие? Не, добро и не добро, не е баш темно, али сепак добро вечер или добар ден. Ако не е толку фино да се јавите на Заврти Тилма, може ќе освоите награда, па ќе направиме да биде најубав ден. Да, па еднаш освои се надевам пак. Еднаш освои се надевам пак. Така, што ќе одбележувате денес? Еве, какво видување имате за овој ден? Јас веќе одбележав и се вратив од прославата Свети Трифон. Како беше? Православието си го слави Свети Трифон. Не може да се разобидуваме дека Валентајн тој е католички по моје мислење и тоа ги измислија младите. Тоа е на младите, ајде, што се залюбиле. Кога ме праша жената, што ќе ми купи за Свети Валентајн, реков, ние не сме залюбени, ти си ми жена. Така да, да не правиме муавето. Ова е православен и за нас е Свети Трифон. А сето друго е западно донесено. Меѓутоа, кој како сака, нека си слави, како му одговара, така нека си слави. Младите незалюбени, нека си слават, немам ништо против. Меѓутоа, нас, се повторам, православен е Свети Трифон. И тој е стар од баба, од пребаба, од предедо. И крај на муавето. Благодарам многу за муабетот, еве и тоа што го споделивте вашето размислување околу овој ден со гледачите на Црвена линија. Поздрав секако и до вашата поубава половина. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ви го честитам празникот. Кој празник да ми го честитате? Па традиционално првин Свети Трифон. Така е, добро. Меѓутоа, пошто сме мултинационална држава, го почитувам и денот на влюбените. Така да младите традицијата се поред кое практикува, повеќе одат кон запад што се слави, тоа го слават и младите. Меѓутоа не е спорно тоа ништо. Традиција си е традиција, ако си постои, ќе си постои, оно државата не постои, а традициите ќе си изумрат, така да нека е среќен празникот кој што го слави Свети Трифон, а треба да го слави, зашто тој е традиционален македонски празник. Ние сме национална македонска држава и треба да го славиме, а не е спорно младите да си го слават и Валентајн. Пошто имаме голем поздрав и на католиците, имаме доволно католици ние во Македонија. Кога може албанскиот празници да се слават и азбуки, нека се слави барем убаво за љубов. Со чаша вино, тука се и традицијата е тука. Чаша вино и едно срце и една ружа, значи и двата празници, нека се сосреќа и нека се прославуваат многу години. Така и на вас ви пожелувам и на цела ваша екипа и на цела ваша
организација што организирате вакви емисии. А јас исто така многу ќе ви се заблагодарам и што и да одбележувате денес и да си поминате вечерва убаво и секако да знаете дека никогаш не сте сами, бидејќи секогаш со вас е и програмата на Телма телевизија. Одиме понатаму, добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Јас ќе дадам малку време, само ќе подсетам, намалете го тонот на телевизорот, односно на ТВ приемникот. Зборувајте само преку слушалка со мене и ќе нема проблем. Ајде да се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. После вчерашниот ден, така тмурен, денеска весел, јас лично и моето семејство си го почитуваме Свети Трифун, меѓутоа традицијата станува менлива. Утринава рано са бајле, си им змесив мекици, си ги пратив моите лозари, сопругот и синот на лозје, си закроја како што си закроја и со чаша винце, ракичка, наздравено, чекаме богат и убав род, да го честитам именденот на овие што го носат името Свети Трифун. Свети Валентајн секако не би го негирала тоа што е, меѓутоа за нас секако Свети Трифун. Ајде да речеме членови од семејството помладите. Да ви кажам, само сакам една случка за минатото. Вторникот пред прочка беше обичај девојчињата да се гледаат со момчињата и на прочка да се бидат бегалки. Така да тоа време беше нешто интересно за ова што сега е слично на денот на влюбените Валентајн. Јас секако Свети Трифун. Ајде да ве прашам, помладите членови од вашето семејство, дали повеќе се ориентирани кон денот на влюбените? Мислам дека не изостанува и тоа, и едното и другото. Пошто генерацијски моите синови се од 49 години до 20. Така. Може би тој период еве може да ни откриете дали повеќе сте биле романтични во младоста или може би во возрастните години. Интересно и тоа, еве може да развиеме дискусија и со вас. Добар ден. Добар ден. Секој добро, како е во Каменица? Каменица? Да, од таму ни се јавувате, така? Кој се празнува празник? Свети Трифун. Јас имам внук Валентино, не го празнува. Нема имен ден. Тоа е православник. Православство не е католик. Јас мислам дека некој празник има, не го знае само. Кога стават христијаните млади, младенци. Свети Трифун си православен празник. Тоа се пуштува. А ние, ако пуштиме Валентин да го слави, ќе го изгуби и Свети Трифун, четаме. Али не е тоа. Тоа е. Хајде, нека за нов годин празник. Добро, ако беше тоа се, благодарам за јавувањето. Денес, апсолутно, како и секогаш, ќе дадеме предност на гледачите, оние кои што секако го вртат добро познатиот телефонски број 02 307 0005. И само ќе подсетам, 5 линии се отворени, што значи лесно сме достапни. Денес во една малку поинаква атмосфера, не зборуваме за политика, но зборуваме за овој ден, кој што секако има значење. Православните го одбележуваат Свети Трифун, денеска се крои и лозето. Од гледачите дознавме дека веќе утрината тоа и го сториле некој од нив, но младите некако како да ја следат она традиција и се повеќе го одбележуваат денот на влюбените. Некои од гледачите велат дека не би било лошо ниту да бидеме пијани од љубов. Добар ден. Добар ден, Македонија. Како сте да прашаме? Бог на помош по молитвите на светиот великомаченик Трифун, а Свети Валентин ние го славиме на 12 август. Некои чудни се, кои може би не знаат ни да се прекрстат, а слават Христови светители. А ако слават, нешто треба да имат послушание дека имаме календар.
Се утре може да му текне и нив да го славиме, не знам, и Великден по тој календар, не знам, да славиме ден на вештерки, ден на сатаната и така. Модерно било. Абе, која мода, човек? Се знае православен календар, денес е Свети Трифун, великомаченик. А на 12 август е Свети Валентин по наш календар. Шо некои се не баре грда копија на Западо. Западо слави вештерки, сатански празници и овие слават. Западо славил денеска Свети Валентин, че слави миние. Глупости. Ако сте православни христијани, денеска Свети Трифун, а Свети Трифун е маченик. Нема врска со пијанчење, туку виното е благословен производ, нели, со кој на литургија се осветува и се прави и светата причест. Значи, пијанчење или екстремно еротско влюбување, славање на денешен ден нема врска ни со Христа, ни со Свети Валентин, ни со Свети Трифун. Значи, треба се празнува денеска Свети Трифун, а другите глупости нека си ги прават дома. Добро, благодарам што се јавивте и кажавте кои се вашите размислувања за денот. Одиме понатаму, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Македонија. Ве слушаме. Значи да се искажам така да те А така брзи бевте. Кажете ми, еве денес дали бевте во Прилеп на кроење лозје? Бев сега на моето лозје, сега само што се вратив, си закрив, си кажав молитва, значи и во слава на Бога и на Свети Трифун, но пред се и сношти бев на вечерна богослужба во манастирче Покров на Мајка Божја, тука во близина на километар од Петла за Битова, и се бајле бев и на утрена и на литургија. Така се слави Свети Трифун или било кој светител, а не ни со пијанчење, но ни со демонско лудување по некој си, реков, нели, оние еротскија страст, нека љубов. Тоа е богохулие. Нема врска ни со Бога, ни со Свети Валентин. Затоа велам, нека ме слушаат и професори, и новинари, било кој. Ако сте православни христијани, почитувајте го денешниот календар. Не знам, утре да не ви текни, кој празник утре да го славиме, дали Свети Трифун или по некој католички или некој будистички празник. Значи се знае, ако сте христијани, православни, почитувајте православен календар. И тој е вистински календар. Великден секогаш е по православен календар. И оние цркви православни, грчка, романска, бугарска, што сменија календар во теку на цела година, Великден го слават со нас. Се враќаат на наш календар. И затоа на Велика сабота се јавува благодатниот оган што не гори, само на православен Великден. Благодараме ви за второто ваше јавување. Одиме малку сега на Твитер, мора да признаеме, твитерџи знаат да бидат и како шегубени и нормално имаше многу коментари околу тоа што е денес, дали да се одбележува денот на влюбените Свети Валентин или Свети Трифун. Стартуваме со твитот на чистокрвен Александар, кој што напиша: честит Свети Трифун, православни браќа и сестри. Одиме со уште еден твит, Хиц Родос, овде јас ке морам да се ги ставам очилата, кој што напиша вечното прашање: денот на влюбените или Свети Трифун? Полемика која ги дели македонците. Нема дилема, Свети Трифун е наш светец, Свети Валентин не е. Нема дилема дека имаме и гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро, во црвена линија сте, да ве прашаме дали вечер ке пиете вино за денот на љубовта. Нормално. Јас еве ќе кажам, вечер дека ќе славам Свети Трифун, нормално постои и Свети Валентин. Значи две воедно, двата празници јас ги славам. И секако празниците се добри за славење. Сега има полемика кој што слави. Тоа јас би рекол дека кој како сака може да си слави. Така да би одговорили на вашето прашање. Да, ве слушаме, продолжете. Дали се уште... Ве слушаме, продолжете. Би одговорили на вашето прашање. Значи, може кој што сака да си слави, не е никаков грев дали да се слави Свети Трифун или Свети Валентин. Поздрав до вас и поздрав до емисијата. Благодарам и ве.
Кратко и јасно, но секако најважното го добивме, а тоа е вашиот став. Ето слушаме како видување имаат гледачите, некои велат дека воопшто не е ништо страшно да се одбележуваат двете во едно, но имаме и гледачи кои што велат дека ние како православни верници апсолутно треба само да го одбележуваме Свети Трифун. А можеби следниот гледач или гледачка се влюбени, па ќе се залагаат за денот на влюбените. Не знаеме, ќе дознаеме сега. Добар ден. Добар ден. Па еве, вие сте повеќе за да се одбележува денот на влюбените или да се останеме верни кон традицијата Свети Трифун? Па, Сајова Игор од Битола. Поздрав. Јас мислам оти традиција е дали се менува, дали е помодарство. Па, видете, јас мислам оти Валентајнто, цветот влюбените. Например, љубовта спрема Македонија, спрема таткото, спрема мајката, бабата, дедото, љубовта спрема Дора, љубената, љубовта на нешто околу некоја работа што човекот ја сака. Мислам оти таткото, мајката треба да се почитува најпоќе љубовта на таткото, на мајката. Така, тако вид на љубов. Дали вие вечерва ќе пиете вино за денот на влюбените? Дали се уште го имаме Игор на линија? Добро, јас ќе подсетам, значи 023070005, тоа останува како број, а јас све префрлам во моментот на Твитер, па ќе одиме со твитот и на Кочо Рацин. Јас по договор со неа, од пред 7 години колку што сме заедно, не славам Валентајн, ама жена ко жена, годинава сме во лоша криза од врската, почекувам дека ќе ми биде замерено дека ништо нема да и купам. А плюс и фудбал има и тука ќе настрадам. Од расположение зависи кај нив. Така, некој дури мора да признаеме по социјалните медиуми, дали иронично, шегубено, саркастично, мажите велат дека некако со Валента им се создало поголем притисок и очекување од жените дека треба нешто да им се купи. Драги Црни напиша, да биде уште поинтересно, честитаме празник и го славиме што не ни постои во нашата религија. Но јас верувам дека веќе постои гледач на нашата линија, и тоа Црвена, и велам добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, Црвена линија? Да, секој е добро и на вас сите. Значи, да ти кажам најискрено, убава тема за дискусија. Јас, Тина, сум возрастна жена. Сега би посакала да бидам млада како вас и баш би го славела денот на влюбените. Колку е убаво да се сакаме. Па макар еве да кажеме и на мојата возраст од 68 години, па замисли колку е тоа убаво. А дали е тоа помодарство? Дали не е христијански? Како може да не е некого да сакаш да не е убаво? Па колку би било убаво, па секој втор ден да имаме, па таков некој ден да биде, не мора Валентин, нека се вика поинаку, па после 2 дена па така да царува љубовта. Колку би бил убав животот? Ние се претворивме едноставно луѓе без чувства и толку многу ме тоа иритира. Значи едноставно секој на некого нешто да му направи, а замисли некој да ти каже колку те сака. Па макар мене денеска 2 дечиња ми кажаа дека ме сакаат и ме направија среќна. А тех замисли да сум млада, па некој момче да ми каже и да ми подари среќа. Но вела дека за љубовта никогаш не сме нели стари, дека љубовта нема правила. Па не, мама, маж никогаш не е доцна за љубов. Маж ми не ми вика дека ме сака. Ете. Да ми викаше, убаво ќе беше. Така да јас сум исто возраст и викам, јас сум за тоа да се сакаме, па макар ете го, нека биде Свети Трифун, убаво, све сме си го славеле. Ама што е па страшно сега и овој празник да си го славиме. Така. Благодарам многу што се јавивте, одиме понатаму, време да слушнеме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, дали су ја на линија? Одлично ве слушаме. Да, на линија сте и тоа Црвен. Свети Трифун е ден на лозарите во Тиквишијата се славе. Денеска се славеше Свети Трифун, Кавадарци, општина. Во Тиквишијата Како беше во Кавадарци? беше најбогато место во Југославија, а сега е најсиромашко во светот. Кажете ми како денес се одбележа во Кавадарци? Вие сте познати по Во Кавадарци ја бе на плоштадот.
од владата не дојде ни еден представник да им го честитат денот на лозарите. Само од ВМРО Мицковски што дојде со неква делегација. Во Кавадарци многу лозија е напуштено, не се работе поради тоа што грозјето нема кој да го откупе и тие што откупуваат купците ги уценуваат лозарите и по многу ефтина цена му го зимат и тие пари не им ги дават на време. И поради тоа многу големи површини во Тиквишијата се оставени, не се обработува лозјето вичи. Во Тиквишијата за скоро време, за вие 6 години многу се остави лозје. Оште за неколку години ќе се оставе, можеби оште од двоа лозје ќе се работи, още 50% нема да го работат. Така да не се исплаќа вичи во Тиквишијата лозје да се работе. Многу е ефтина цената, 8 денара, и малигани му мерат на малиганите му и кратат, не му и кажуват... А еве, што велите, што треба да одбележуваме денес? Свети Трифун или денот на влюбените? Свети Трифун. Денеска е ден на лозарите. А ако нема кој да го обработува лозјето и ве го напуштате, дали тоа значи ќе мора да славиме ден на влюбените? Се исклучи гледачот. Како да е, добро е што се јави. Поздрав до кавадарчани кои што гледаат Црвена линија. Одиме малку на Твитер, бидејќи ве гледачот ме инспирираше со тоа што го кажа. Ова е твитот објавен од страна на министерот за внатрешни работи, господинот Оливер Спасовски. Напиша во свое и во име на Министерството за внатрешни работи на лозарите им го честитам празникот Свети Трифун со желба за плодна и берикетна сезона на македонската винова лоза. Посакувам квалитетен и богат род за лозаропроизводителите и квалитетно вино за македонските винари. Сега одам понатаму, вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден. Па каков ден е ова за вас? Свети Трифун или? За мене е најубав ден, затоа што денеска се слави денот на лозарите, денот на виното, денот на закројувањето и за мене ми се чини дека подобар празник, поубав празник во овој период од годината нема. Јас не сум против ни Валентајн, но тој Валентајн не е наш празник, тој е празник на католиците. Сега, овој Валентајн го практикува трговците, мора да го кажам тоа. Трговците за да направат промет за влюбените, да прават трошкови, да купуваат поклони и така натаму. А иначе наш празник е значи Свети Трифун. И тоа е ден кога се закројува, ден кога се посакува добар род, се посакува добро здравје, да има и за лозарите, и за лозјето, значи и за сите берикети што се вика, дали се работи за праски, крушки, лозја и така натака. Тоа е еден општ ден кој што значи сите овоштари го слават и го посакуваат. Но Валентајн нека си биде Валентајн онамо каде што е измислен и каде што значи припаѓа. Кај нас во нашата држава фактички не постои. Тој е само значи донесен или увозен празник. И јас не се слагам со Валентајн, значи си го почитувам, значи Свети Трифун. Благодарам многу и вам за јавувањето. На Твитер Даре Джамбазасти напиша, сега ова сакам да го видите, напиша Валентајн, Свети Трифун, но пред се вторник. Ето, да ви реков, твитирджи навистина се шегобени, исклучително знаат да бидат интересни, особено ако најдат на инспирација околу денови каков што е овој. Добар ден! Добар ден! Баба Роска, вие сте? Да, јас сум, сине. Баба Роска, еве според вас и вашето долгогодишно искуство ни живот. Јас сум за двата празника. Да се спојат. Па љубов и вино, што сакаме поарно од тоа? Па тоа иде заедно, бе. Една чаша вина и љубов. Како така? Некој не го сака Валентин, бил туч. Па тоа е љубов, тоа е за сите. Не е за некоја нација. За сите и за нас. Што значи да има љубов и вино? Па кога ќе пинат младиве, вака јас ќе кажам, кај нас у фамилија. Јас сум возрастна. Си славам кроење, лојзе, сум си кроела денеска. Со месо, со погача, со вино, со раќа, тија дети. Моите две деца се над 60 години.
Нините деца сега слават, идат у кафана, ти слават љубов, ни се јави како баба и честитат. Па што сакаме од тоа поварно? Па зашто се неќат луѓето љубов? Па неќе љубов. А едно да кажам за мене, дека да се пожалам, дека маш ми никој пат не ми купил поклон, и ако ќе му каже зашто бе не ми купиш еден поклон за овие празници, а он вика, па што да ти купувам парите за у тебе, купи си. Ето така ми викаше. А дали тоа значи дека требаат мажите повеќе да подаруваат, не само за Валентин и 8 март? Како е? Дали мажите треба повеќе да подаруваат, не само за празници? Па треба бе, не треба голем поклон, не треба голем трошок. Некој рече дека трошок измислеле. Така, благодарам многу, баба Роска, што се јавивте во Црвена линија. Одиме понатаму со вклучување на гледач. Добар ден! Вака, будителке, овие се сите закроени во мозокот. Да не ги навредуваме гледачите, ве молам. Ставите темата. Вака сега, значи ние не забораваме без разлика колку е релаксирана темата. Значи Црвена линија има едно правило. Без навредливи зборови, особено не кон останатите гледачи и без зборови на омраза и насилство. А сега одиме со реклами. Малку земавме здив со рекламите и затоа сега дојде време и да ги соопштиме резултатите од нашата Инстаграм денешна анкета. Туку уште еднаш ќе ве посетам за следете на Facebook Црвена линија, си како Твитер и профилот на Телма телевизија каде што ги објавуваме темите, а Инстаграм задолжително. Оние кои што не следат денеска учествуваа во анкетата, па на прашањето дали вечер ќе пиете вино за денот на љубовта, скоро па нерешено. Со да одговорија 45%, а со не 55%. А јас 100% ве уверувам дека ќе имате одлична забава и секако можност да освоите убава награда по овој ден, да го паметите токму по добрата среќа и она што можете да го освоите во заврти на Телма. Добро следете програмата на Телма телевизија, ќе ве потсетам, имаме прашања од програмата, така да веројатноста да се освои награда е голема. Се гледаме.